Хидајете Делија повторно се виде со незината сестра која 6 години мина со исламистичките милитанти во Сирија. Хидајете чекаше со часови пред прифатилиштето за повратници и азиланти во Вранидол, во близина на главниот град Приштина, пред да й биде дозволено да се сретне со незината 23 годишна сестра Дафина. Таа вели дека Дафина била измамена да замине за Сирија, каде што се омажила. Utran stat med vjetkori ka pas, e kanë mashtru, ka shkuar nena, një qike një djali, ka u kthy, jena shumë të lumtur, nuk po di me përshu dhe këtë gëzim që u kthy, s'po di mo. Дафина се врати на Косово придружувана од незините две деца. Незиниот маж бил убиен во Сирија, вели Хидајете. Jo, nuk di. Ma shumë për ta nuk di, e di që ja kanë myt, tjetërsa nuk di. Многу други семејства чекаа надвор пред прифатилиштето за повторно да се сретнат со своите најблиски. Во изминатиот викенд 110 лица од Косово со помош на Соединетите држави беа вратени од Сирија. Во оваа група имало и четворица така наречени странски борци во Сирија, 32 жени и 74 деца. Во почетокот, според косовските власти, повеќе од 400 косовари им се приклучиле на екстремистичките групи во Сирија и Ирак. Тоа, како што се наведува, било прекинато во последниве 3 години, кога не бил забележан ниту еден случај на заминување на боиштата во Сирија. Косовските обвинители досега за вакви дела покрина обвинување против 119 лица. Инаку според косовските оперативни сознанија, во зоните на конфликтот во Сирија и натаму се наоѓаат уште 30 борци, 49 жени и 8 деца од Косово, за чие враќање косовските надлежни служби продолжуваат да работат во тесна соработка со Соединетите држави и другите меѓународни партнери од антитерористичката коалиција.